досега има практично две политички партии монопол на целокупниот изборен процес. И изборните закони беа така, законник беше така прилагоден, но главно е клучно прашање дека со оваа измена во законот ќе се демонтира еднопартијскиот систем. Условно кажам, затоа што партијата што доаѓаше на власт или лидерот на партијата, кој истовремено и председател на владата, одлучува за се. Со измените, значи парламентот ќе биде, составот на парламентот ќе биде реален одраз на волјата на граѓаните. Тоа значи дека ќе има повеќе партии во парламентот, одлуките ќе се носат на поинаков начин, а инаку досега во изминатиот период одлуките главно ги носат во централата на партиите, еден човек или неколку што се блиски со него и за сите прашања ти одлучуваат. Овој постојниот модел создава авторитарно владење. Знаеме како беше владењето на претходната власт, но истите карактеристики на владење се присутни сега. Тоа значи дека треба да се создадат услови парламентот да може да побара одговорност од сите членови на владата, од председателот на владата, а инаку ако е доминантна една политичка партија во парламентот, претениците од една партија ги поддржуваат сите законски проекти на владата, нема остави за одговорност, никош не побарале одговорност од председател на владата, без разлика дали работи добро, дали работи согласно уставот, законите. И затоа сметаме дека доколку Македонија биде една изборна единица, 100.000 гласа или 150.000 гласа, кои што ги освојуваат помалите политички партии, постојано се прелеваат кај големите партии. Меѓу другото, тоа го овозможува и Донтовиот модел за пресметување кој колку пратеници, која партија колку пратеници има. Ако се промени изборниот модел, ние се залагаме и на тоа да биде пропорционален изборен модел, Македонија да биде една изборна единица, со можност, доколку за тоа има согласност, да имаме и отворени листи, но клучно е дека ќе се зголеми одговорноста во Република Северна Македонија на извршна власт. СДСМ тогаш ветуваше дека штом дојдат на власт, прва точка што ќе биде во парламентот ќе биде промена на изборниот модел и Македонија треба да биде една изборна единица. Тие, според изјавите, се залагаат и ја поддржуваат ваквата иницијатива. Меѓутоа, дали се искрени во таа нивна определба, ќе видиме, затоа што заедно во СДСМ или заедно во оваа коалиција со 30 политички партии, дали сега ќе им одговара да дел од партиите самостојно настапат, да условно кажано коалициониот капацитет на СДСМ се намали, не сум сигурен во тоа. А ВМРО ДПМН се залага за мнозински систем кој што изборен систем кој што доколку тоа се таков еден модел се прифати, тоа значи дека ќе се врати насилството, калашниковите на улица. Ние имаме искуство како изгледаш кога 20 пратеници се борат да добијат повеќе гласови со насилство, подкуп, имавме крв по улиците. Битно е што Демократскиот сојуз имаме анализа на изборните модели, кои се предностите, кои се слабостите, имаме значи подготвено законски текст и очекуваме сите политички партии да расправат, да ги разгледат овие наши иницијативи и се разбира дека тука клучна улога треба да има СДСМ која што е водечка политичка партија сега и во парламентот и пошироко и на тие нивни определби, заложби кои што повторно ги декларираат дека цврсто ќе застанат да се промени изборниот модел.